Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренеси со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. И вечерва, почитувани слушатели, во наредниве 60 минути ќе се дружиме со вас преку радиопрограмата на Глас од Македонија, за да пак со блиц вести, прилог за македонското востание, кое е наречено и Кресненско востание, а и мојот коментар на неделата, но ќе дадем и прилог за празникот Свети Томанија, кој е в четврток на 19 октомври. На самиот почеток, со поздравна честитка од фамилијата на Мери Трајчев од село Неволени, до сите вас, со желба секогаш да бидете во добро расположение, а воедно и благодарност за низината донација. Па, нека ова вечерашна емисија ја отвори Елена Јовчевска, која со оркестарот Балкан Интертеймент ќе ве забавува за дочекот на новата 2024 година, овој пат со песна Горда Прилепчанка. Па нека биде поздрав до сите прилепчанки и околината на Прилеп. Sekoj moje najmilo, tamo kaj se rodi.
И оваа година управата на Македонската православна црква Свети Климент Охридски со председателот Борис Стојкос организира дочек на новата 2024 година во големата сала на истоимената црква. За добро расположение ќе се погрижи познатиот солист на македонска народна песна Елена Јовчевска од Македонија со оркестарот Балкан Интертеймент од Торонто. Богатата гозба со 7 корс или мил премиум или и опен бар или 7 врсти на јадење и отворен бар е вклучено во цената која е само $120. За резервации за билети јавете се до црковниот телефон 416 421 7451 421 7451. 4 ноември Леринско Оро со оркестрот Децата од Буф. Ова би рекла е единственото друштво Леринско кое регуларно традиционално ги одбележува македонските настани секоја година со игранка, банкет и пикник. На 4 ноември управата на Леринското друштво со председателот Грег Цанев ве поканува на Леринското Оро, каде заедно со ваши роднини, пријатели, соселани ќе се развеселите со орото и песната македонска и звуците на оркестрот Децата од Буф, а посебно со младата Ашли Клашов. Ќе се сервира кафе, а исто така и благи работи. Македонската православна црква Свети Наум Охридски со управата и председателот Крис Клашов ве поканува на есенската традиционална гала банкет, би рекла, во салата на истоимената црква од 7 часот навечер на 11 ноември, каде нагостени со богатото јадење таа вечер ќе помогне и оркестрот Децата од Буф за да радосни, весели ја поминете истата вечер. Влезните карти се $75, а за подетелни информации јавете се до црковниот телефон 905 975 5395 905 975 5395. А сега да одиме со прилогот за празникот Свети Тома, кој е на 19 октомври, односно овој четврток, идната недела. Во народното паметење останал Тома како неверен Тома. Тома ти поверувал, оти ме виде, блажени се оние кои не виделе, а поверувале, му рекол Исус на апостолот Тома. Светиот апостол Тома е еден од 12 славни Исусови апостоли. Тома на еврејски јазик значи близнак, но апостолот Тома најчесто е познат како неверен Тома. Роден е во едно мало градче во Галилеја, Панеида. Бил верен следбеник на Исусовото учење и присуствувал на сите поважни настани од неговиот живот. Кога Исус по воскреснувањето им се јавил на неговите ученици, меѓу нив не бил Тома, а кога тие му кажале дека го виделе Спасителот, Тома не верувал и оттука е наречен неверен Тома. Тома, еден од 12 наречен близнак, не беше со нив кога дојде Исус. Другите ученици му рекоа: "Го видовме Господа." А тој им рече: "Дури не ги видам раните од клинците на рацете негови и не го оставам прстот свој во раните од клинците и не ја ставам раката своја во ребрата негови, нема никогаш да поверувам." А по 8 дена учениците негови пак беа собрани и Тома со нив. Дојде Исус, кога вратата беше заклучена, застана помеѓу нив и рече: "Мир вам." Потаму рече на Тома: "Дај го прстот свој овде и види ги рацете мои. Дај раката своја и стави ја во ребрата. Во моите ребра и не биди неверлив, но да бидеш верлив." Одговори Тома и му рече: "Господе мој и Бог мој." Исус му рече: "Тома, ти поверува, оти ме виде, блажени се оние кои не виделе, а поверувале." Кога послегувањето на Светиот Дух врз апостолите, овие се растуриле по светот за да го шират Исусовото учење, Тома отишол во Индија, се представувал како мајстор зидар и го проповедал христијанството. Таму бил и кога умрела Богородица и на таинствен начин пристигнал 3 дена по погребот. Многу жалел поради тоа и побарал од апостолите да го отворат гробот и да ја видат Божјата мајка.
мајка. Но кога му ја исполниле желбата и кога го отвориле ковчегот, телото на Богородица не било тука. Таа воскреснала и отишла кај својот син. Потоа Тома повторно се вратил во Индија, каде што придобил многу неверници кон христијанската вера. Откако ги придобил и жената и синот на царот Миздија, овој наредил да го убијат. Војниците го избоделе со копија надвор од градот, а неговите приврзаници го погребале како што му прилега. Нашиот народ го смета за лесен празник, но за тие што празнуваат имен ден се смета за тежок празник и тие не треба да работаат. Еве и преданија околу Свети Тома. Свети Тома бил мајстор за куќи да прајт. Откако умре Христос и се воскресна на небеси, Свети Тома ватил да кажува по луѓето за да го веруват оти вистина воскреснал од умрените Христос. Шетал по селата и градовите Свети Тома да кажуваат, да проповедуваат за Христа. Вистина кажуваше, ама и се работеше мајстор лук да си го вади лебот, а не да чека од народот. Отишол во еден град и се кажал за прв мајстор, уздабашија. Во тој град имало некој чорбаџија многу богат. Чул за Свети Тома, оти бил многу мајстор и го викнал при себе да го прашат дали може да му направи еден сарај што да немат на веков, само убав да бидит. Свети Тома му изваил еден ресим што беше се зачудил чорбаџијата. Тек чифт беа се пазариле и беше му се зел капарот Свети Тома да му го прави сарајот. Тој чорбаџија беше многу лош лихвар. Беше и слекол сите луѓе во градот од тешко мамеле што беше му земал, без исав човек беше бил и бездушник. Откоја беше изел парите, Свети Тома думал и издумал еден марифет. И за чорбаџијата, за да избавит од греот и сиромасите, да се закрепа во градот и да речит Бог да прости. Прашал во градот за кој сет најсиромаси рзелии, што не одадат по питање, и му дал потроа пари да се подзавати во некоја работа и да се ранат. Поминале неколку дни и пак пошол Свети Тома кај богатиот, па му зел пари за ѓоа ќе купит зајре што требат. Трети пат, четврти пат му зел или тогај го прашал чорбаџијата. А бре мајсторе, му рекол, ти туку речи полојната пари ми изеде и ништо намек да не изваде. Сите пари, сите ќе ми даиш чорбаџи, му рекол Свети Тома. И најпосле ќе го видиш азар сарајот. Јас кришем ќе го направам и веднаш која ќе го бити сам, ќе го видиш сам, да ќе се зачудиш шо сарајет. Беше се уверил чорбаџијата и полека беше му дал сите пари што требаше за сарајот да се направи. Дошло определеното време за да се зглоби сарајот, го викнал Свети Тома и го прашал, оти не го зглобил. Тој му наоѓал рачки и мрдалки, јок утре и јок други ден. Но на тоа згора чорбаџијата, откоја беше испитал здраво, оти Свети Тома ништо не прел, ама само го лажел, сторил давија и го клал апс и на голема мака го предал на судот. За чудо големо, ноќта беше сонил чорбаџијата еден сон, како да беше се качил на небеси и беше му показале еден сарај најубав. Го познаваш чорбаџи, овој сарат чие е, му рекол ангелот Божји. Овој сарај е како расимот мој што ми го даде Тома мајсторот, и чие сарајот ја не знам, одговорил чорбаџијата. Твојето овој сарај чорбаџи твој. Овде од кога ќе умриш, ќе си доеш да си седиш вектума века. Оди сега и пушти го Свети Тома и голем бакшиш да му даеш, му рече ангелот. Едно се разбудил чорбаџијата, пак и го пуштил Свети Тома од апсана и чорбаџијата се спаси и сиромасите рекоа Бог да прости. А ние би рекле нека е честит празникот Свети Тома кој е на 19 октомври и сите оние кои го носат тоа име, нека им е честито и вечно. Македонското востание, познато под името Кресненско востание, е востание на македонскиот народ против отоманската власт. Кренато на 17 октомври 1878 година во селото Кресна, денешна Бугарија. Ова востание било најголем дострел на борбата на македонскиот народ пред самото Илинденско востание. Кресненското востание било реакција на Берлинскиот конгрес и неговите решенија, според кои Македонија и натаму останувала под турска власт.
Поради ваквите решенија, разочарувањето во Македонија било големо и почнало да се размислува за сопствена акција и саможртва како последно средство во обидот да се стекне слобода и сопствена администрација. Било решено да се дигне сенародно востание. Главните подготовки биле водени од повеќемина видни македонци, меѓу кои митрополитот Натанаил Охридски и познатиот македонски револуционер, учителот Димитар Поп Георгиев Беровски, кој 2 години претходно бил главен водач на Разловечкото востание. Востанието започнало на 17. октомври 1878 година со нападот на Кресненските Анови. По 18-часовна борба целиот состав на турскиот гарнизон од 119 војници бил заробен, а подоцна биле заземени и селата Влахи, Оштава и Новосело. По овој успех востанието брзо се проширило по левата и десната страна на реката Струма со заземање на селата Мораска, Брезница, Будилци и Сливница. Било планирано постапно ширење на востаничките дејствија во цела Македонија, зависно од успехот на востанието и од јакнењето на востаничките сили. Главниот товар на востанието го носеле македонските чети, востанатите македонски селани од различни краишта на Македонија и помал број доброволци од околните братски народи. Востаниците успеале да ослободат 54 места од 5 околии, со население од околу 32.000 луѓе. На ослободената територија биле формирани органи на востаничката власт и донесени уредби и норми со кои се регулирале односите кон востанието и потребите на населението. Во правилата на востанието што ги донел Македонскиот востанички комитет било запишано: целта на македонското востание не е никаква тајна. Таа е ослободување на Македонија, таа земја на славните словенски просветители и учители Свети Кирил и Методий, која со векови страда од турското владење. Успехот и насоката на Кресненското востание не им се допаднале на поедини балкански центри и општественици, па тие преку своји представници во востанието, главно странци, извршиле удар врз востанието, убивајќи го главниот војвода Стојан Карастоилов и апсејќи го началникот на штабот на македонското востание Димитар Поп Георгиев Беровски. Востанието немало поддршка ниту од големите европски држави, ниту пак од околните балкански држави, што ја овозможило на Отоманската империја да преземе широки офанзивни дејства против востаниците. Под овие околности македонското Кресненско востание згаснало во мај 1879 година, оставајќи ги подвигот, пожртвуваноста и воздигнатото знаме за македонска национална слобода и држава. 17. октомври, ден на кревањето на Кресненското востание. Тоа беше прилогот за македонското востание, што за жал го кажуваат и Кресненско востание, иако е нешто слично како и Линденското востание. Ние, ова година се навршуваат 145 години од востанието, кога првпат се дигна во селото Кресна, во Благоевградска околија, односно Пиринска Македонија. Но ние ќе додадеме уш нешто. Македонското востание, или како што го нарекоа Кресненско востание, се прошири и во другите делови на Македонија, не само во Пиринскиот, туку и Вардарскиот и Егејскиот дел, како што слушнавте од прилогот. Тогаш и врховистите на бугарското, да го наречам ВМРО, крена востание и во Разлог, кој веќе беше во таа ново создадена држава наречена Бугарија на Берлинскиот конгрес, кога ја формира Бугарија на 3 март 1878 година. Всушност, во Кресна отпочна и првиот судир меѓу македонските востаници и предавниците поврзани со Бугарија. Меѓутоа и ова востание има речиси иста важност, како што реков, исто како и Линденското востание, иако 1879 година беше задушено. Но од голема важност е да се спомне дека беше направен и печат на кој пишуваше Македонско востание 1878 година, а не Кресненско востание, исто како што е и голема грешката, место Македонска република велиме Крушевска република. Но еве ги правилата што уште на самиот почеток на востанието биле изработени самиот востанички македонски комитет или привремени правила за организација на македонското востание. Меѓу нив ќе го дадеме и делот од уводот. Познато ни е на сите
нас дека злосреќната наша земја Македонија поради причини за егоистични цели од страна на големите сили и е оставена на Турција по Берлинскиот конгрес. Во резултат на тоа дојде до одделните области на нашата татковина до многу крвави сцени и познати на секого. Во желба да го отфрлиме од нашата татковина турскиот јарем, секој од нас кој може станавме да се жртвуваме, бидејќи од секого од нас е нужна помош. Ние востанавме како поборници на слободата. Со нашата крв што ја пролеавме низ полиња и гори македонски, ние служиме како македонска војска на Александар Македонски за слободата со нашата девиза слобода или смрт. Меѓутоа, поради настаните и ослободувањето на голем број села од нашите востаници и потребите да се воведе еден ред во земјата каде што действуваат востаниците, решивме да поднесеме едни правила од Македонскиот востанички комитет, односно устав, по кој сите ќе се управуваме и сите ќе ги исполнуваме додека не ослободиме нашата татковина Македонија. Инаку, Кресненското востание или Македонското востание било прв судир, како што спомнав, помеѓу Македонското револуционерно движење и Бугарија. Очигледно мешање во политиката на востанието и водењето на борбата и спроведувањето на своите зацртани планови на бугарските комитети довеле до големи недоразбирања и судири со македонските востаници и револуционери. Првиот судир се случил уште при борбите за ослободување на Кресна помеѓу македонскиот војвода Стојан Карастоилов и рускиот офицер во бугарска служба Калмиков. Иако судирот бил од военно-тактички карактер, сепак тука за прв пат се судрили и целите и плановите на македонските револуционери и бугарските комитети. Подоцна судирот помеѓу двајцата странци, рускиот Калмиков и полскиот Луј Војткевич, ќе предизвика толкаво незадоволство покрај македонското раководство, што Димитар Поп Георгиев Беровски ќе напише доста остро писмо во кое го осудува самоволието и мешањето на Софискиот и Џумајскиот комитет во македонското востание. Ете тоа беше прилогот по повод 145 години од востанието македонско, отпочнувајќи во селото Кресна во Пиринска Македонија. Токму и во следнава песна или химна, да речем, на партијата Десна, ја спомнува и ова Кресна, значи Кресненското востание. Да чуеме. Македонијо, пак те крада, пазар правак, срце вада, чеда твои одродени, од зла крв оплодени. Македонијо, мајко мила, есна ке ти даде сила, ке те води во победи, гордост наша Македонијо. Сонце пак е свети твое, имаш ношта чело свое, ке те брани од душмани, од Кресна се роди Десна.
се роди десна. Od kresla se rodi desna. И по рекламниот блок ќе одиме после со Блиц вестите, па да чуеме. Утринското кафе е навистина и најсладко, меѓутоа тоа е и за ваша душа. Но тоа може само Тим Хортонс, посебно во Скарборо и Ист Јорк, чии собственици се Стив и Дени Браун, со нивниот татко Џордж Браун од село Буф. Но не е само тоа. Во Тим Хортон можете да си земете утрински појадок, исто така донаци или крофни, како и други сладки јадења, но и да си ордирате јадење, сендвичи, доколку одржувате некои митинзи. Повелете, Тим Хортон секогаш е до вас, покрај вас. Westmount Guarantee, инвеститор за сигурна гаранција за комерцијални билдинзи, за кондо, исто така Deposit Insurance Financing. Нашиот сонародник Джим Еманолидис го докажува сето тоа. Телефонот е 416-712-4038. Секој ден посакува да живее во удобен стан, во удобна куќа. Крис Клашов од фирмата Royal LePage State Realty е покрај вас. Завртете го телефонот на 905-520-1474 и побарајте го Крис Клашов, кој со неговото 20 годишно искуство најдобро ќе го реши вашиот проблем во врска со продавање или купување на куќа. Телефонот е 905-520-1474. Срцето пак на Ниагара со трите луксузни хотели во Сент Катрин, Хамптон Ин, исто така Бест Вестерн и Халади Ин, но многу повеќе дочекот во овие хотели од страна на персоналот, а посебно од собственикот Том Ничополос, кој запознат веќе од голем број гости од речиси целиот свет. Но не само тоа, тие располагаат и со 2 спортски сали, односно Fit Centers, даваат интертеймент, а за љубителите на боулинг исто така ви овозможуваат како и други рекреативни игри. Додека пак за било какви сечености, свадби, свршувачки концерти, митинзи на располагање ви стои парква и банкет салата со капацитет до 1000 гости. Јавете се на 905-380-1550. Да повторам, 905-380-1550. Партнер Гоулинг LLP, тоа е адвокатската фирма на сите врсти на лоери. Еден од нив е и Питер Симеон, позната адвокатска фирма низ цела Канада и Америка. Доколку имате потреба од лоер адвокат, побарајте го Питер Симеон на 416-898-4506. Повторувам, 416-898-4506. Сите знаеме дека и воздухот и водата се загадени и секој бара да оди во природа и да пие чиста вода. Но имаме и фирма Continental Carbon Group која филтрира водата за пиење, воздухот и отпадните води. Не случајно името на ова фирма Continental Carbon Group со нејзиниот сервис можете да го видите во голем број на индивидуални фабрики, разни институции, државни и приватни фирми. Јавете се на 905 за ваша потреба 643-7615. Да повторам, 905-643-7615. Во случајот со Македонија се направија сите можни преседани. По болната промена на името станавме само НАТО, но не и ЕУ членка. Спорот со Бугарија нема никаква врска со копенхашките критериуми. Се негира нашиот национален идентитет и историски континуитет, порача денеска екс-председателот Бранко Црвенковски. На дебатата во Скопје на Подгоричкиот клуб на поранешните председатели доминираше оценката дека Западен Балкан тапка во место и со реформите и со декларативните ветувања на Брисел. Андријана Лазова со деталите.
Премногу споро се одвива евроинтеграцијата на Западниот Балкан. Евроскептицизмот расте, а од Брисел пристигнуваат само декларативни ветувања. Согласни се поранешните председатели на земјите од регионот. На лидерската конференција во рамки на подгоричкиот клуб кој се одржа во Скопје, порачаа дека е време Унијата да преземе конкретни политички одлуки. Поранешниот председател Бранко Црвенковски даде предлог во меѓувреме земјите од регионот заеднички да иницираат постепена интеграција преку економска соработка со Унијата. Во случајот со Македонија се направија сите можни преседани и се демонстрираше целосна непринципиелност од страна на ЕУ, рече Црвенковски. И затоа коректно е кога се споменува 2030 година како термин за можно проширување, да се дополни реченицата со доколку Унијата до тогаш се реформира и се подготви за проширување. Да побараме постепена интеграција и пред полноправното членство. Сите земји од Западен Балкан, без исклучок, заедно да побараме од ЕУ пристап до заедничкиот европски пазар и до структурните фондови на Унијата. Не како алтернатива на полноправното членство, туку како меѓучекор кој дополнително ќе не подготви за целосно интегрирање. Наспроти големите ветувања од европските челници, проширувањето на ЕУ станува се подалечно, смета поранешниот хрватски председател Стипе Месич. Рече дека уште подолго регионот ќе чека за членство, доколку Унијата одлучи во пакет да ги вклучи и Украина и Молдавија. Ова данашња Унија има више утјецајних чланица кои уопće не желе проширење као и оних кои желе у будуćnosti такvu Uniju која има више кругова. Ne krugova u paklu. Ja to ne podržavam. Jer bi tako zemlje Zapadnog Balkana umjesto da postanu punopravne članice Evropske unije, postala dio Unije. Samo dio Unije. Ali u nekom vanjskom krugu koji uključuje zemlje sa ruba Europe. To bi bilo nekakvo, ako mogu reći, surogat članstvo. На конференцијата одржа говори председателот Стево Пендаровски, кој рече дека подекемврискиот самит и внатрешните избори во Унијата ќе биде уште покомплицирано за земјите кои чекаат преговори. Еден од најчестите коментари во регионот е дека ако Македонија и покрај промената на името не доби почеток на преговорите за членство, тога што можат и што треба другите да направат за да напредуваат на тој пат. На престојниот декемвриски самит Европскиот совет има можност да донесе одлуки за побрза интеграција на земјите од Западниот Балкан, наместо да го одложува тоа прашање за по-европските избори. На конференцијата на Подгоричкиот клуб говореа и поранешните председатели на другите држави од регионот, како дел од низата настани кои ги организираат поврзани со мирот и безбедноста на Западен Балкан. ВМРО ДПМН нема да ги поддржи уставните измени. Оптимизмот на Ковачевски е политиканство, вели лидерот на ВМРО ДПМН Мицкоски. Ковачевски денеска порача дека граѓаните треба да изберат европската иднина и концептот на заедништво. Деталите од Сања Трајковска Ставров. Нема поместувања во репликите за уставните измени, додека власта настапува со оптимизам и повторува дека до крајот на годината тие ќе се случат, лидерот на опозицијската ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски со реприза на ставот и кога би дошле на власт под бугарски диктат, уставни измени нема да има. Оптимизмот на Ковачевски се должи на политиканство, порача Мицкоски по средбата со граѓани во Штип, каде ја продолжи неформалната кампања. Па поминаа повеќе од 15 месеци, повторувајќи на иста работа, дека уставни измени под бугарски диктат ќе нема, но ќе нема и во иднина. Сакам да повторам и во иднина. И ВМРО ДПМН кога ќе биде влада, ако нема промена на околностите, ако не видиме некаков прогрес, кој што барем малку ќе биде асиметричен, бидејќи сега е целосно симетричен, односно целосно е во насока на бугарските барања, ќе нема уставни измени. Така што тој негов оптимизам е за мене политиканство, бидејќи на тој начин мисли дека ќе ги држи мобилизирани колку толку оние малкумина што преостана во штабовите на СДСМ. Премиерот Димитар Ковачевски пак кој беше во Селце порача дека граѓаните треба да одберат европската иднина и концептот на заедништво. Ковачевски праша дали е точно дека ВМРО ДПМН има постојани средби со ДУИ, додека ги критикува. Истите тие партии
кои што сега се прават лавови, 11 години беа како мачиња во коалиција со истата таа политичка партија ДУИ, за која што денеска зборуваат. И за крај, би сакал да ве поттикнам и да прашам, а можете и вие да прашате, дали лидерот на ВМРО ДПМН и членови на негово високо раководство и колку пати во последните 6 месеци барале и оствариле средби со лидерот и високи функционери на ДУИ и на тие состаноци, доколку ги имале, зашто разговарале. Мицкоски негира дека барал и дека имал средби со ДУИ, но повтори дека единствено сака лидерск за датумот за изборите според досегашните пракси. И Мицкоски и Ковачевски се убедени дека ќе остварат победа на предстојните избори, додека од ВМРО ДПМН кажаа дека ќе имаат двојна победа. Од владеачката велат дека победата на СДСМ ќе биде двоен пораз, за како што посочуваат Македонската православна црква Свети Наум Охридски од Хамилтон со свештеникот Ангел Станчев ве повикува секоја недела и за македонските православни празници на заедничката богослужба од 10 часот утрото. Но не е само тоа. Повелете за било какви свечености, свадби, крштевки слично. На располагање ви стои банкетната сала која собира капацитет до 400 гости. За било какви информации јавете се до менаџерката Мери на 905 975-5395. Апелирам и до сите вас да ја помогнете радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки, да ја помогнете и да продолжи понатаму да се емитува ова радиопрограма.
Кујната пак е огледалото на вашата куќа, но затоа пак фирмата Тримак Гранит е вистинскиот мајстор за каунтертап. Елегантноста и квалитетно направениот каунтертап, бил од гранит, кварц или мермер, ја открива убавината. Не чекајте, јавете се и побарајте го Алек Кирков, мајсторот за каунтертап. Телефонот е 365-888-6096. Да повторам, 365-888-6096. Дали знаете дека нашиот сонародник Џан Јоновски со својата професионалност го зазеде заменик директор или вајс президент во Bank of Montreal? Investments for High Net Worth Individuals. Телефонот е 416-827-7809. Но тука и комерцијалната фирма за купување и продавање на објекти, билдинг и слично, VP Cushman & Wakefield. Ова фирма со нашиот сонародник Кен Карулас. Бизнисот го има проширено дури во 60 држави во светот. Ако ви имате потреба од него, побарајте го на 416-756-5406. А трите модерно опремени ресторанти Elgin Water Manor во Стони Крик, Terrace on the Green во Мисисага, Lincoln Estate во Вајнланд, Онтерио, ви нудат и да ги направите вашите свадби, армаси, крштевки слично, повелете на еден фамилиарен ручек или вечера во нивните ресторанти. Собственикот Питер Трајковски со задоволство ќе ги направи вашите веселби да бидат незаборавени. Телефонот е 905-459-4447. 905-459-4447. Оркестарот Децата од Буф со нивниот раководител Крис Клашов, познат не само во македонската комуна на Канада и Америка, туку и низ целиот свет, и ќе преку 40 години ги забавува македонците, а е единствен оркестар со автентична жива музика овде во нашата околина. Затоа за вашите свадби, армаси и слично побарајте Крис Клашов на 905-520-1474. Да повторам, 905-520-1474. Македонската православна црква Свети Климент Охридски со храмот самата црква го краси самото Торонто. Во неа на располагање ви стојат 3 реномирани сали за вашите фамилиарни веселби, свадби, свршувачки, крштевки и друго. Јавете се на 416-421-7451 и уживајте во домашен амбиент. Истовремено повелете на неделните богослужби, а исто така и за македонските религиозни празници од 10 часот утрото. А сега последните минути да ги искористиме со мојот коментар на неделата. Неделава беше потресна речиси за целиот свет со нападот од страна на палестинско-сунитската исламистичка фундаментална организација Хамас врз израелците. За жал, невини жртви гинат и од една и од друга страна поради некој кој го крои светот, а тоа е така наречената длабока држава во Соединетите Американски држави. Иако и палестинците и израелците, како што рече еден наш новинар, се од исти татко, а различни мајки пред нашата ера. Но пред да продолжам со мојот коментар, кон овој контекст би сакала да ве подсетам на филмот, верувам го имате многу од вас гледано, Винету. Се сеќавам, мисла бев некаде околу 10 години кога се прикажуваше американскиот филм на телевизија Винету. Всушност таму беше борба помеѓу каубојците, односно англиските американци или американци од англиско, од британско потекло со американските индијанци или native people. Што беше кај нас грешката, што и ние децата, но и повозрастните навивавме каубојците да ја добијат победата, без да мислиме дека тие американски индијанци се домородците на овој северноамерикански континент, дека се борат бранејќи својата татковина и својата култура и традиција, што за жал се асимилираја. Истата судбина и кај нас македонците е. Тој исти англиско-германски корен не уништува на секој можен начин, сака да не асимилира за секогаш, а ние македонците од древно време, како стар народ, древен народ, да бидеме ново создадени баш во овој 21 век, како што сакаат западните сили.
Се разбира, во секоја држава се најдува по некој кој не може да ги трпи угнетувањата, неправдите врз самите нив, врз самата земја што во која живеат. Во случајов ќе ги спомнам македонците. Токму од таа длабока држава, најпрво со Џорџ Сорос, а потоа малку по малку уништување на македонската нација, одземање на нашето исконско име на државата со се историја, култура, традиции, а во последно време гледам грците ни го земат и македонското оро и најбогатите ритмови што ги имаме во светот, тие нас не ги земат. А овие слепците наши што се во Македонија, само пари знаат да земат од народот и ништо не прават, а велат, се во владата на Република Македонија. Зарем и ние, обичниот народ, треба да ја земеме пушката в раце и да се спротиставиме на непријателот кои како Столенберг, Макрон, Меркел ги притисна македонските пратеници, ветувајќи лажно дека ќе влеземе и во Европската Унија и во НАТО. Ние во НАТО влеговме, кој нас, како и сите други држави, тоа НАТО не користи и со војници и плюс годишно им даваме пари. По, мислам, 250.000 евра. Зарем тоа е наградата што ја добија македонците за да бидеме слуги на некого? Не дај Боже, ако на некој од македонците им дојде прекуглава и да направи нешто слично како Хамас, било тоа македонците да бидат со албанците да се бијат, или со бугарите или грците, а кои се сите овие држави, вклучена и Македонија во НАТО. Се прашувам, на која страна тогаш ќе трга тоа НАТО? Кому ќе му помогне? Се разбира, на нив за сигурно, но не на нас македонците, нема ни да мрднат со прст. Докази имаме зашто 2001 година дојда американски генерали во пензија на страната на албанските терористи, како Ахмети, Џафери, Груби и многу други, божем, немале права во Република Македонија, иако имат и факултети, универзитети. Која држава во светот, вклучувајќи и Америка, им има дадено такви права, како што Македонија има дадено на малцинствата? Еве нека пробаат и овде во Америка, па веднаш ќе влезат зад решетки. За жал, лулката на демократијата е единствената само Македонија. Ќе го спомнам македонското кралство уште од антиката, дека никогаш нема робови, како што западните држави пишуваат лажно. Дури и молитвата или желбата на Александар III Македонски беше македонците да го изберат владателот на државата, владателот пак да ја зачува државата на македонците со владателот, односно кралот. Истиот тој наш крал Александар Македонски, како што пишува Плутарх, македонските војници го поздравувале кралот на македонски јазик. Меѓу другото, запишан и разговор помеѓу македонскиот војсководец Филота, кој го знаел арапскиот тамошен јазик, тогашен, со Александар Македонски. Александар го прашува: Филота, дали сакаш да зборуваш на мајчиниот македонски јазик, кога македонците решиле веќе да те судат? Филота одлучил да зборува на јазикот што го научил во Авганистан, наводно за да сведоците кои не биле македонци подобро да го разбереле. На тоа Александар Македонски пред сите присутни рекол: гледате ли, Филота си го мрази својот мајчин јазик, односно татковиот јазик. Не може да говори како сака, но тој начисто веќе е оддалечен дури и од нашите македонски обичаи, се разбира и од јазикот. Тоа сега се случува со лекоумните продадени души за пари во нашата татковина. Таквата пара е клета пара. Тоа е кај македонските политичари во владата, што на тоа западните сили ги користат таквите фатални грешки, за да во иднина се оправдуваат самите западни држави дека ние македонците сами си дозволивме тоа да го направиме и тие божем да бидат со чисти раце. Ќе спомнам уште двајца историчари од првиот век пред нашата ера. Тоа е
Диодори Сикули, кој беше роден во Сицилија и имаше пишувано во неговите книги за Македонија. Така да со сигурност античкиот македонски јазик не бил различен од денешниот македонски јазик, се разбира со мали измени. А пак римскиот историчар исто така од првиот век пред нашата ера, мислам 17 година пред нашата ера, Тито Ливио пишува дека и илирскиот и тракискиот јазик се дијалекти на македонскиот јазик, а римјаните пак на грците им го дадоа името Греци или Греко по битката на местото Греко, што е всушност тоа е битка на место на грчки полиси што дури не доликувале ни на села, а да не зборуваме дека биле како градови држави. Тоа е на преминот кај Термопилите. А тоа мало место Греко било населено со кратци и лажливци. Да се стави крај веќе на овие неправди, но што треба? Затоа треба што побрзо да се потпишеме на националната декларација пред да се изгласа новата влада на Република Македонија, бидејќи се мисли дека во јануари 2024 година се распушта оваа корумпирана актуелна влада на Република Македонија. Да не биде последоцна се ако не го ставите вашиот подпис, каде ќе бараме поништување на сите илегални договори, како што е преспанскиот, бугарскиот, тиранската платформа и друго, македонскиот јазик да биде единствениот македонски официјален јазик и се разбира македонците, Македонија е со македонскиот народ и малцинствата во него кои ги уживат истите права како и самиот македонски народ кои се тие тамошни домородци на самата Македонија. Се разбира тука ќе се бара и враќање на нашето уставно име Република Македонија и нашата историја. Ете тоа беше и мојот коментар за неделата.
И ете се ближат и последните минути од вечерашнава наша програма. Не можеме да се одјавиме ако уште еднаш и овој пат не се заблагодариме за вашето ценето внимание. Посакувајќи ви пријатна седмица, повелите в четврток на заедничката богослужба од 10 часот утрото во сите македонски православни цркви по повод празникот Свети Тома, а вие слушајте не на идната недела од 6 часот навечер на 101.3 FM. Вашиот уредник и водител Драгица Белчевска на Глас од Македонија ви посакува добра ноќ.